Здраво на сите, добредојавте во новата епизода на Шорткат. Јас сум Нина, а ова се најважните информации за младите од изминатата недела. Останете со нас, почнуваме веднаш. Почнуваме со една жална вест која потресе целата јавност. 14-годишната Вања Ѓорчевска, ученичка во основното училиште Песталоци, беше свирепо убиена во Скопје. Таа беше грабната на 27 ноември, а полицијата го пронајде нејзиното безживотно тело на 3 декември. Според истрагата, таа е убиена од користољубие, а осомничени се 5 лица, меѓу кои и нејзиниот татко. Првоосомничениот за грабнување и убиство беше уапсен во Турција. Станува збор за контроверзниот бизнисмен и проруски политичар Љупчо Палевски. Со плач и солзи во очите, соучениците на Вања се простија својата другарка во школскиот двор. Целата македонска и балканска јавност е шокирана од монструозноста на случајот. Според министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, ова е изолиран случај и безбедносната ситуација во државата не е загрозена. На социјалните мрежи се шират илјадници шпекулации околу овој случај. Нашата препорака е да им верувате само на проверени извори и на кредибилни медиуми. Онлайн малтретирањето е во пораст меѓу младите, но во пораст се и пријавите од ученици и нивни родители кои стануваат се посвесни дека за овој проблем не се молчи. Последните наоди од студијата Систем за следење на здравствените навики на учениците покажале дека расте бројот на пријавите, што значи дека учениците го препознаваат малтретирањето и го пријавуваат. Студијата за однесувањата поврзани со здравјето на децата на училишната возраст на 11, 13 и 15 години содржи прашања за малтретирање и сајбер малтретирање. Според резултатите, она што најчесто се случува во училиштата е недозволено споделување и објава на снимки или споделување вулгарни зборови во групи и говор на омраза во онлайн групи. Психологот вели дека современиот тренд е да се оди на систем за поддршка и за детето жртва и за сторителот на насилство со вклучување на превентивни активности на ниво на училиште. Главната тема во Шортката неделава не е тоа колку се исплатува инвестирањето во соларна енергија во земјава. За искористувањето на енергијата од сонцето своји предлози имаат експертите и граѓанските организации кои даваат совети како да се направи поисплатлива инвестицијата, да се намали енергетската сиромаштија и да се даде придонес кон ублагување на климатските промени. Транзицијата кон обновливи извори на енергија е најважен чекор во решавањето на глобалното прашање на климатските промени. Употребата на фосилни горива е главен причинител за емисиите на стакленички гасови, кои го поттикнуваат затоплувањето на планетата и доведуваат до низа негативни влијанија. Со поттикнување на граѓаните да инвестираат во фотоволтаични системи, може да се постигне намалување на овие емисии и ублажување на најлошите ефекти од климатските промени. Анализата на регулативите за обновливи извори на енергија, изработена од Екосвест и повеќе организации, покажала дека за интересот на домакинствата за инвестиции во сончева енергија да биде што повисок, потребна е промена во правилникот за обновливи извори на енергија. Се препорачува зголемување на лимитот на вкупната инсталирана моќност на фотоволтаичните системи за домакинствата и за стамбените згради од 6 на 9 киловати, како и промена на пресметката на цената која се плаќа за вишокот енергија од домакинствата, која сега е многу ниска и инвестицијата ја прави неисплатлива. Професорот Драган Миновски вели дека вишокот на електрична енергија од домакинствата треба да има одредена фиксна, гарантирана цена. Исплатливоста во однос на постојувањето на фотоволтаичните централи зависи од потрошувачката на електрична енергија на годишно ниво, за самото домаќинство или пак за колективната зграда. Согласно потрошувачката и согласно инсталираната моќност варира од некој 5,5 до 6 години до 14, 15, 17, па дури 18 години. Оние домаќинства кои имаат мала потрошувачка на електрична енергија, потрошувачка на електрична енергија до 5-5,5 киловат часови на годишно ниво, кај нив исплатливоста е поголема, односно подолг е периодот на поврат на инвестицијата. Професорот Миновски додава дека кај оние кои имаат голема потрошувачка на електрична енергија и кои ја користат и за затоплување на домовите со топлински помпи или клима уреди, кај нив исплатливоста е многу поголема и побрз е повратот на инвестицијата, околу 5-6 години во зависност од максимално инсталираната моќност. Сите заклучоци од документот се веќе испратени до владата и повеќе институции преку отворено писмо.
Од Екосвест велат дека досега немаат одговор дали институциите се согласуваат со некоја од препораките, иако тие придонесуваат да се намали зависноста од фосилни горива и од увоз на струја, како и да се создадат нови работни места. Граѓаните сакаат да имаат некоја гаранција за тоа каква ќе биде административната постапка, ќе биде ли поедноставна, значи кои се реалните трошоци што ќе ги имаат. Тоа значи дека да нема неочекувани трошоци во постапката, тук да бидат сите пресметани на хартија, тука да им бидат, и нормална на крајот да има и поддршка и поддршката да биде јавна. Значи не зборувам само за поддршката која имаат институциите, туку да биде некаде јавно и поддршката од банките, кредитни линии на банките кои ги имаат за поддршка на домаќинства за вакви намени. Според неа, со инвестициите во соларната енергија, земјава ќе го ублажи влијанието на климатските промени и ќе постане повеќе енергетски независна. И за крајот на шорткат се префрламе на музика. Минатиот викенд во Младинскиот културен центар во Скопје се одржа ПИН фестивалот. Настанот траеше 3 дена, преку ден се одржуваа панели со професионалци од музичката индустрија, а навечер имаше бесплатни концерти од изведувачи ширум светот. Програмата вклучуваше помалку познати артисти кои се уште се пробиваат во музичката индустрија. На 10-тото издание на ПИН можеше да се чуе музика од македонски како и од многубројни странски артисти. Од локалната сцена учествуваа Конспираси, Диниш, Алембик, Светлост и други. Од странските артисти пак може да се слушнат Свемирко од Хрватска, годинишниот представник на Словенија на Евровизија Joker Out и други странски бендови. Преку ден имаше панел дискусии за музички маркетинг, за тоа како подобро да се исплати музичкиот труд, како и за иднината на концертите со холограми. Главни звезди на дискусиите беа Joker Out и Construct. Тоа е се за оваа епизода. Ви благодариме што бевте со нас. Пишете ни на Instagram и TikTok ако имате сугестии или предлози и читајте рубриката CTRL-Z на Метамака. Се гледаме следната недела во истото време. Чао!